Добар ден, почитувани. Започува уште една нова Телма амбулант. Петочото издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. На Светскиот ден на срцето зборуваме за здравјето на овој орган. Дали срцето старее, како што старееме и ние? Што можеме да направиме во младоста за да го сачуваме неговото здравје? Дали срцето боли? Може ли срцето да се скрши од преголема тага? И така натаму. Се прашањата кои што ќе ги поставиме на денешната гостинка, доцент доктор Тања Јушева, кардиолог во клиничката болница Жан Митрев. Разговорот ќе го погледнете веднаш по рекламниот блок. Ако го запознаеме нашето срце подобро, ќе можеме подобро да си помогнеме да го зачуваме неговото здравје. Токму за срцето денеска зборуваме со доцент доктор Тања Јушева, кардиолог во клиничката болница Жан Митрев. Докторке, добре ни дојдовте во студиото на Телма. На Светскиот ден на срцето, кој што се одбележува веќе години наназад. Да. Секогаш е на овој ден, на 29-ти? Да. Не. Светскиот ден на срцето е започнат за прв пат да се одбележува на 24 септември 2000 година. Интересна е малку историјата. Значи, Светската здравствена организација и Светската федерација за срце направили анализа која што за жал бројките и податоците се уште се тука некаде и констатирала дека најголем причинител за смртноста меѓу луѓето на глобално на земјината топка е се кардиоваскуларните заболувања. По повод тоа сватиле дека треба да се повлечат и да се направат кампањи со кои што ќе се подигна свесноста кај луѓето за подобрување и начинот на одржување на здравјето на срцето и кардиоваскуларниот систем. Прва таа идеја ја дал тогашниот председател на Светската федерација за срце Антони Биас де Луна и по негов предлог од 2000 година на 24 септември почнало да се одржува првата кампања за заштита на срцето и денот е прогласен за ден на заштита на срце. Секоја година даден е термин, тоа е крајната недела во месец септември. Интересно е дека сегде во светот се одржува оваа кампања. Годинава се вклучени 99 земји, значи не се само здравствени работници, здравствени установи, тука се вклучуваат спортисти, познати личности во средината. Мотото на оваа година на кампањата е интересно, ќе ја кажам баш на англиски мотото како што е Use the heart, know the heart. If you know the heart better, you can help yourself more. Тоа значи дека ако користете го срцето и знаете го срцето подобро, затоа што ако подобро го запознаете, можете себе си многу повеќе да си помогнете и да им помогнете и на другите. И клиничката болница Жан Митрев е вклучена во одбележувањето на Светскиот ден на срцето? Да, оваа година ние по повод тој ден нашите пациенти, а и останатите кои што ја следат нашата веб страна, може би приметија дека имаше дадена објава дека на 29 септември ќе биде отворен ден со бесплатни прегледи за кардиоваскуларна процена на пациентите покрај стандардниот кардиоваскуларен преглед каде што се прави ехо преглед на пациенти на срце, крвни садови. Значи им доделуваме на пациентите и мал едукативен материјал кој што е во суштина многу битен. Да. Една од главните причини за компликации на кардиоваскуларниот систем е неправилната исхрана и затоа ние го подготвивме овој советник за исхрана во која што покрај тоа што има начин на исхрана за пациенти кои што се со кардиоваскуларни заболувања, има и за начин на исхрана кај поедини други заболувања. Како што ја наричаме операција на тироидната жлезда. Да, дебело црево, абдоминална аневризма и така натаму. Поедно направивме мал прирачник кој што е многу интересен, што можете да направите за да го заштитите и намалите ризикот од кардиоваскуларни заболувања. Тука е покрај советите за начин на исхрана, здрава храна, здрав живот, ќе продискутираме понатаму во тек на нашето интервју. На пациентите им доделуваме и мал реквизит за антистрес. Така, овие се тие топчиња, многу корисни. Да, обично при стрес, нели, нешто имаме потреба да згужваме без од негде да го истуриме. Овие се обични гумени топчиња на кои што може да се истури бесот. А јас се шегувам, може и да се удри понекога без последица. Па затоа им давате по две, едно може некогаш да е малку. Да.
Песот некогаш не се решава само со едно топче, јас се шегувам, но стресот исто така фактор кој што влие врз работата на срцето и врз здравјето на овој орган. Да, стресот е во суштина најголемиот фактор. За жал тој фактор делумно може да се контролира со медикаменти, меѓутоа секој човек треба да научи, односно најважно е уште од мали нозе, да детето научи, а покасно младата личност, а покасно возрастната, па и зрела личност научи како да се справи со стресот. Затоа што стресот предизвикува лачење на внатрешни субстанции кои што се нарекуваат катехоламини. Тие предизвикуваат стегање на крвните садови кои што го хранат срцето и предизвикуваат, ние докторите велиме, исхемија или народно кажано недоволно снабдување со крв на срцевиот мускул. Секоја таква епизода прави да срцевиот мускул страда и секое такво страдање може да се манифестира со пораст на крвен притисок, некоја нејасна болка во предел на градите која што не оптоварува, или ни се стега долната вилица кога сме нервозни, напнати, болка позади меѓу плешките. Во суштина сето тоа е последица на стресот. Најдобар начин да стресот се толерира, да индивидуата направи баланс меѓу врските, меѓутоа баланс и поминато време на рекреација во природа или она лично задоволство кое што нели сите нас не релаксира. Некој го релаксира музика, некој читање книга. Така, секој да си најде што му годи. Секој да си најде она што го релаксира е многу битно. Али природата дефинитивно со своите звуци, шумови, боите е најголемиот ослободувач од стресот. И ова топче на момент. И ова топче. Да, јас сум сега под стрес. Слободно држите го во текот на емисијата. Докторке, веќе споменавте дека срцето е мускул. Да. Точно ли дека е најсилниот мускул во нашиот организам? Најработливиот мускул. Додека сите имаат право да одморат, нашето срце нема право да одмори, односно сечие срце нема право да одмори, мора да работи континуирано. Зависно од работата на срцето, зависи снабдувањето со крв, кислород, шеќер на целиот организам и сите органи. Значи, од тоа колку срцето е способно, издржливо и работливо, такво ќе биде здравјето на целиот организам. Малку да кажеме и од анатомија сега, односно од градбата и структурата на самото срце, пошто верувам дека никој нема обичај да го прочита тој дел. Срцето се состои од 4 шуплини, 2 комори и 2 предкомори, а меѓу секоја шуплина има унасочувачи на движењето на крвта, тоа се така наречените валвули или како што народот се популарни залистоци. Измеѓу левата половина на срцето се наоѓа лева предкомора, лева комора и тука се наоѓа така наречената митрална валвула, таа ја унасочува крвта да од левата предкомора доаѓа во левата комора. Од десната страна е десната комора и десната предкомора, а тука се наоѓа трикуспидната валвула која што е составена од 3 ливчиња и која што ја унасочува крвта да од десната предкомора оди кон десната комора. Со што срцето е поделено на 2 дела, односно на лева и десна половина, не е партиски поделено, морам да кажам, да се насмееме и тука малку. Поделено е затоа што од десната страна секогаш се собира нечистата крв од целиот организам, крвта која што веќе стигнала од срцето дистрибуирана до сите органи, употребени се шеќерите, употребено е кислородот и се ослободени отровните материи од метаболизмот, тука е јаглероден двуоксид, лактати и останати материи, кои што преку десната половина и преку вените се враќа до десната половина на срцето. Тука преку десната предкомора оди крвта во десната комора и потоа оди до белите дробови. Белите дробови се нашиот вентилатор, значи нашата природа, и тука се прави замена на јаглеродниот двуоксид со кислород. Пушачите треба да знаат колку повеќе пушат, толку повеќе својот природен вентилатор и чистач на крвта од отровните гасови си го загадуваат и ја намалуваат способноста и капацитетот да белите дробови работат како што треба.
Не само заради тоа што никотинот ги задебелува дебелината на крвните садови, на белите дробови, туку воедно никотинот го менува и самото бело дробно ткиво, ги менува алвеолите, ги прави покрти, се менува меѓу алвеолите просторот и така. Откако крвта ќе се снабди со кислород преку белите дробови, доаѓа во левата предкомора и така прочистената крв оди во левата комора. Преку аортата, аортата ни е главниот крвен сад и тука се наоѓа аортната валвула, која што се состои од 3 ливчиња, кои што се во формата на знакот на Мерцедес. Кога се здрави и нормални, тие кога се отвараат, срцето ја истиснува крвта во организмот, а кога се затворени, се овозможува да срцето, односно левата половина, левата комора се наполни со оксигенираната крв од левата предкомора. На таков начин е воспоставена една целосна циркулација. Така, поради тоа и срцето постојано пумпа и испумпува, всушност чука и удира. И колкав треба да биде нормалниот пулс на срцето? Вообичаено нормално е од 60 до 80 во минута. Меѓутоа има луѓе кои што природно, тоа му им е запишано уште во нивните гени и со самото раѓање се со поспора срцева фреквенција, некаде околу 50, има некои кои што се природно околу 80 до 90. Во секој случај, се што е над 100 веќе се смета за забрзана срцева работа или тахикардија, која што воопшто не е добра, затоа што го троши срцевиот мускул пред време. И другиот дел, каде што постои многу спора работа, да речеме под 30 во минута, и таа не е добра, затоа што срцето во тој случај не е способно да обезбеди доволно крв за работата на останатите органи. А дали знаете колкаво е срцето? Колку тупаницата? Да. Секој човек... И каде точно се наоѓа, кажете ми? Да. Дали на средина, на лево, може ли на десната страна да понекогаш ке некој луѓе да види? Да. Значи срцето е, големината на срцето е еквивалентна на големината на тупаницата, односно на шаката стегната во форма на тупаница на секоја индивидуа. И е пропорционална со висина, тежина, нормално раст кај секоја индивидуа. Воедно срцето нормално и вообичаено се наоѓа на левата страна со својот врв свртен према лева страна према ребрата и долу према диафрагмата, према преградата кон абдоминалната шуплина. Има индивидуи кои што се родени со природно вродено поместување на позицијата на срцето и тоа се нарекува медицински декстрокардија, односно десно позиционирање на срцето. Ќе имаат никакви проблеми? Не, имаат најнормален живот и можат да ги добијат сите коронарни заболувања како и останатите индивидуи. Меѓутоа за докторот е малку потешко и збунувачки кога нема да го знае тој податок. Но има индивидуи кои што покрај срцето и сите органи можат да бидат променети, да речеме она што ние нормално го имаме на десно, кога што ни е црниот дроб, да им биде сместен на лево. И тие луѓе живеат најнормално во рамките на својата физиологија со која што се родени. Ќе ги поканиме докторке гледачите, доколку имаат некој прашање поврзано со денешната тема, слободно може да се вклучат во програма на телефонскиот број што ќе биде испишан на екранот. Вела дека е неопходна физичка активност за целокупното здравје, па и за здравјето на срцето. Но доколку се претера со спортување, со физичка активност, може ли да дојде и до некакви промени? Еве во големината на срцето споминавте дека е големо колку тупаницата. Да, значи како ние почнуваме да вежбаме и сме физички активни, нели се задебелуваат нашите мускули, ги гледаме како се задебелуваат нашите мускули на рацете, на нозете се затегнуваат. Меѓутоа, пандан на тоа, значи настанува промена и задебелување на самиот срцев мускул. Треба да го имаат тоа во предвид сите оние кои што вежбаат. Нормално е да настане тоа затоа што срцето работи понапорно и тоа е во рамките на физиологијата. Но ако се претера, може да настанат промени. Прво претерување е што за жал го имам приметено во својата секојдневна пракса, а верувам дека и сите мои колеги го приметуваат. Тоа го прават младите деца кои што почнуваат со вежбање, нели сега е на мода бодибилдинг и да се има јаки мускули. Морам овој момент да го искористам и да кажам, и почнуваат со неправилно земање на препарати кои што се забрзувачи на метаболизмот, како креатинот, како
цитрулинска киселина, како протеини обогатени со хормони за раст и брзо добивање на мускули. Меѓутоа, сите тие препарати имаат несакан ефект на срцевиот мускул, го ја убрзуваат неговата работа, го убрзуваат процесот на страдање на срцевиот мускул во создадени така наречени кисели продукти од неправилно едно од препаратите, а друго и од префорсираното вежбање, а тие кисели продукти со текот на времето предизвикуваат оштетување на срцевиот мускул и како што, нели, кога ќе се повредиме, ни се формира ожилно ткиво, така се формира и ожилно ткиво на ниво на срцето. Мускулните влакна ја губат својата еластичност и полека почнуваат од задебелување да се истенчуваат. Срцевиот мускул, наместо да има една еластичност и срцето да има, ние велиме комплианса, да се растегнува и да се враќа назад, станува како една растегната торба која што нема назад. Или едно ластико веќе истрошено како останува издолжено, така останува и срцевиот мускул. Тогаш ние велиме дека настанало проширување на срцето. Синдром на спортско срце, тоа е тоа? Да, и полека почнува да слабее јачината на работа на срце, тоа е ежекционата фракција или пумпната снага, и почнуваат симптомите на срцева слабост. Имаме гледачи кои што очекуваат вклучување во програма. Имам уште едно прашање поврзано со сето ова, но гледачите ќе го слушнат откако ќе ги вклучиме оние кои што денеска ќе постават своји прашања. Добар ден за првиот гледач. Ало? Го очекуваме првото прашање од денешниот гледач. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во програма сте. Повелете. Јас се јавувам од Охрид Така. и сакам да ја поздравам докторката, која е прекрасна личност, пример за доктор што немам зборови. Што е посветена на својата работа и на своите пациенти. Впрочем, и токму поради тоа и редовно соработуваме во оваа емисија. Да, и јас сум пациентка со тави интервенција во мај месец од Охрид. Така. И само да ја поздравам докторката, Така. да и пожелам уште многу успешна работа, да биде прекрасна како што е досега. Така. Ви благодарам многу за вклучувањето во програма. Ви благодарам. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Ало? Ве слушаме во програма сте, повелете. Добар ден, добар ден. Добар ден. Кој е вашето Поздрав до прашање? докторката и до водителката. Благодарам. Јас сум од Кавадарци. Така. Дали се слушаме? Да ве слушнавме дека сте од Кавадарци и очекуваме да слушнеме добро, така. добро. Кој е вашето Вака. прашање? Пред 5 месеци имав упат за Скопје за срцето. Бев во Сестина и во државна болница. И ми кажаа дека страдам од аортата. И ми пратија на операција, али таа операција не ми гарантира ништо, а ми побара многу големи пари. Така, ве интересира, предпоставам, која е успешноста на операцијата, дали на таков начин може да се реши Што може да направиме? А имам голема мака, имам Така. многу голем замор, не можам да дишам. Така, тешка ви е состојбата. За физичка работа веќе не становен избор. Така. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Што можете да посоветувате? Неопходна ли операција во ваков случај? Прво треба да знаеме зашто заболување на аортата се работи. Значи може да постојат различни видови. Така. Може да е проширена аортата, може да враќа, да пропушта аортната валвула. Значи може да е стесната на поедини делови, може да има стеснување на аортната валвула. Најдобро би можела да му понудам на господинот, ако му одговара, да дојде да го прегледаме во нашата установа. Мислам, во рамките на денот на срцето, и пошто прашањето е на денот на срцето, би бил вклучен во, како и сите други пациенти што се од оваа акција на бесплатен преглед, за да му дадаме правилен совет. Така. Затоа што
се зависи дали треба операција, кога треба операција, каков тип на операција, се зависи од она што е промената на неговата аорта. Така на господинот, само нека остави име, презиме кај вас, ќе биде и телефонски број, ќе биде контактиран од наша страна и ќе му кажеме кога да дојде. Така, доктор, ќе се навратам јас на она што беше поврзано со спортувањето, интензивното вежбање и промените на срцето. Доколку кај некое лице кое што интензивно спортува, се прошири срцето, сме ли потоа да прекине со спортот? Па вака, доколку настане проширување на срцето, по натамошниот план, дали ќе може да спортува и колку ќе биде физички активен, зависи колку ќе се намали јачината на работа на срце. Доколку влезе во онаа категорија на умерено срцево попуштање, каде што имаме некаде околу 40 до 50% пумпна снага, во тој случај ќе може со некои лесни физички вежби, додека станува збор за тешко срцево попуштање, ќе мора да прекрати и ќе мора да прима адекватна терапија. Но за да не настане тоа, во светот се повеќе ја применуваат процената на пациентите, односно на луѓето кои што се бават активно со спорт, процена на ниво на ергоспирометријата. Што е тоа? Ергоспирометрија е една диагностичка метода која што не е така нова, се применува од 1977 година, каде што во суштина е направена комбинација на процена на функција на бели дробови и процена на функција на срце. Пациентот додека оди на трака, истовремено носи маска и треба да следи одредени одредби кои што му ги дава сестрата на издишување на воздух. Врз основа на издишениот воздух, врз основа на ЕКГ, промените што се јавуваат, ритам промените во тек на стрес тестот, ние како лекари сме во состојба да направиме правилна процена. Меѓутоа, не само на состојбата на срцето, него може да се направи и правилна процена на калориметриските резерви и колку и до кој ниво на физички оптовар треба да биде подложена индивидуата. Ова би требало да се применува, да речеме, кај спортистите редовно, би требало да се применува кај млади деца кои што планираат да се бават професионално со спорт, се прави кај пациенти кои што се со срцева слабост за да се пресмета колкави се кардијалните резерви, може да се примени кај прекумерната телесна тежина пациентите да се направи врз основа на дебелина и телесна тежина, да се направи процена колку треба да изгубат за да нема последица од здравието. Морам да кажам дека ние оваа метода планираме да ја започнеме со работа, најверојатно ќе биде ноември или декември, и тогаш ќе покануваме, ќе подискутираме и детално. Да, и вас ќе ве поканиме да дојдете. Меѓутоа е исто така многу битна за да се спречи настанување на срцева слабост. Да проговориме и за старењето на срцето. Да. Дали срцето старе како што старе и човековиот организам? Да. Значи, секоја наша клетка, откако сме родени, го почнува својот процес на старење. Интересно е дека и процесот на старење и која клетка побрзо, поспоро старее е запишено исто така во нашите гени и тоа си го носиме со го имаме како наследство од нашите предци. Интересно е дека во процесот на старењето кај срцевиот мускул настануваат фиброзни промени кои што предизвикуваат да се намали еластичноста на срцевиот мускул и кај индивидуите не се намалува толку драстично работата и јачината, пумпната снага, меѓутоа се намалува капацитетот на издржливост кон поедини физички активности. Значи, кога ќе забрзаат, кога ќе работат нешто повеќе од колку што дозволува нивната реална возраст, во тој случај им се јавува замор, им се јавува забрзана срцева работа. И затоа мислам дека треба секој да свати дека како идат годините, своите активности, посебно физичките активности, треба да бидат адаптирани според возраста која што ја имаат. Да бидеме реални, така. Не само по нашата желба, него и по нашата реалност. По нашата реална возраст. Ќе вклучиме гледач, добар ден за него. Добар ден. Повелете. Ќе ве молам едно прашање. Секако. Ја малку покасно се вклучив, па ме интересира за докторката, кај работи и како се вика, имам проблем со срцето, со гушење, со дишење, со замор, а 70 години имам.
Па ме интересира како може да дојдем до нејзе, ако може да ми кажеш кај работи и како Така, се вика. секако доцент доктор Тања Ангјушева, субспецијалист уште по кардиологија во клиничката болница Жан Митрев. Ке вклучиме уште еден гледач. Добар ден за него. Добар ден за следниот гледач. Да го слушнеме неговото прашање. Повелете, ве слушаме, во програма сте. Јас да ве поздравам во студиото. Благодарам. И сакам да прашам, да ми интересира нешто во врска со прескоците, да ми објасни докторката, што имам проблем со прескоци на срцето. Така, ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Докторке, Хала. пријатно. Прескоци, некој вела, чувствувам како срцето Да ми трепели. Да ми трепели или дека ќе ми излезе од градите на моменти. Да. Тоа е многу често чувство што се јавува и прескоците може да бидат, се викаат екстрасистоли, може да бидат предизвикани од различни причини. Една од најчестите причини на прескоците е коронарната болест. Друга причина може да биде прележан некој воспалителен процес на срцевиот мускул. Може да бидат во позадина заболување на залистоците, може да биде во позадина некоја промена во структурата на самиот срцев мускул или пак може да биде во позадина на емоционалниот стрес. Што точно стои позади таа симптоматологија, за да може да се открие, треба пациентот да дојде да се направи ехо преглед. Покрај стандарден ехо преглед, кај овакви пациенти се прави и 24-часовен холтер мониторинг, ЕКГ холтер, на кој што се следи работата на срцето во тек на 24 часа. Се прави процена кој тип на прескокнување се јавуваат, дали е потребно да бидат третирани со адекватна терапија или пак треба да се следат само или да се промени начин на живот. Значи, за да може пациентката да ја помогнеме, треба да си закаже преглед, да биде прегледана и потоа да си добие адекватна терапија. Доктор, ќе има ли лица кои што имаат аритми, односно прескокнувања во работата на срцето, а тоа не го чувствуваат? Има и такви состојби. Постојат така наречени предкоморни прескокнувања кои што предизвикуваат местото каде што се случуваат тие предвремени контракции на срцевиот мускул се условени од предкоморите. Тие поретко се чувствуваат, но има и луѓе кои што навистина имаат прескокнувања, а воопшто не ги чувствуваат. Обично тоа се луѓе исполнети со динамика на работа, недостаток на време да завршат се и кај нив нема време да се почувствуваат тегобите од срцевиот мускул. Интересно е дека постојат и така наречени нови, ствари не се веќе нови, веќе се постари, меѓутоа тоа се така наречени холтери за следење на работата на срцето, каде што покрај ЕКГ-то може да се проследи и колкава е активноста на симпатикусот и парасимпатикусот. Тоа се во суштина делови од нашиот автономен нервен систем, кој што ја диригира работата на сите органи, вклучително има влијание и врз работата на срцето. И во зависност кој дел од автономниот нервен систем доминира, ние имаме тахикардија, имаме прескокнување, емоционално сме порастревожени и слично. Така да тоа е новина во медицината која што на во голема мера им помага во диагностиката на овакво вид на заболување. Доктор, уште еден гледач ке вклучиме во денешната Телма амбуланта. Добар ден за него. Ало, добар ден. Во програма сте, повелете. Ве поздравувам вас во студиото. Имам едно прашање до докторката. Јас сум на 44 години и пред 4 години после породувањето ми се случи една криза и имам сега кардиомиопатија. Значи, породувањето ми беше нормално и беше се во ред во текот на бременоста со моето здравје, со здравјето на детето. После породувањето ми се случи и сум пациент сега со кардиомиопатија. Па сакам да прашам, дали тоа се лекува, може да се измени или ќе морам цел живот да ја користам оваа терапија сега што ја користам? Фала ви, ако може поопширно да ми објасните. Така, ви благодарам и ви поздравувам. И поздрав до вас. Повелете, докторке. Значи, бременоста е познато дека е физиолошка појава, меѓутоа бременоста предизвикува и хормонални промени во
организмот на мајката, кои што се овозможуваат раст и развој на плодот кој што го носи. Вообичаено не би требало да направи никакви проблеми, завршува со породување, завршува се најнормално. Меѓутоа, кај поедини индивидуи, посебно кога се работи за бременост во понапредната возраст, хормоналните промени кои што настануваат можат непосредно пред породување, за време на породување или пак после породувањето да предизвикаат промени во состојбата на мајката и да предизвикаат оптоварување на срцевиот мускул, проширување и да направат така наречена, ние докторите велиме, постпартална дилатативна кардиомиопатија, која што може да се манифестира од животно загрозувачка, лесна форма или пак средно тешка форма. Оваа постпартална кардиомиопатија настанува како резултат пред се на дисбалансот на соли и вода, задршка на течности, влијанието на промените на ниво на хормоналниот статус на ниво на самиот срцев мускул на мајката, и тоа е тоа кое што доведува да настане издолжување на срцевиот мускул, губење на еластичност. Интересно е дека тука ретко се создава сврзно ткиво и трајно ожилно оштетување и најчесто постпарталните кардиомиопатии можат да завршат со подобрување на функцијата на срцето, но кај некои пациенти може да направат и трајни оштетувања. Значи индивидуално е се тоа? Тоа е индивидуален одговор и тука најдобро дали би се повлекло или не на пациентката може да и даде лекарот, кардиолог, кој што ја следи редовно. Кој што може да забележи дали има некакви подобрувања во состојбата. А докторке, точно ли е дека жените имаат поздраво срце во младоста во споредба со мажите? Па, зависно како живеат. Одма ќе ви одговорам. Живот е поврзано, значи поврзано е се со игра некоја важна улога. Да, хормоните женски точно е дека го штитат срцевиот мускул, но знаете како, колку и да има заштита, ако има оштета, доминира оштетата. Така. Нивото на женските хормони делуваат протективно во смисол што жената е помалку импулсивна и склона кон влијанието на адренергичните катехоламини, кои што повеќе се застапени кај мажите, односно кај машкиот пол. Сега, малку медицина морам да употребна. Да. Нашите катехоламини може да бидат обично кога се лачат повеќе, а тие се излачуваат повеќе при стрес, при физичка работа, при напор. Значи предизвикуваат забрзана срцева работа, тие се тие што го форсираат срцевиот мускул. Женските во физиологијата на мажите е да повеќе се склони кон излачување на поголема количина, а и рецепторите кои што се присутни на самиот срцев мускул повеќе се сензитивни кон адренергичниот дел и токму ради тоа они се поизложени на несакани ефекти, најчесто срцев инфаркт и коронарна болест. За разлика од нив, женските хормони се тие кои што го штитат срцето на жената додека е активен период, затоа што рецепторите на ниво на срцевиот мускул се помалку сензитивни кон овие адренергични хормони и на таков начин помалку има моменти на стегање на срцевиот мускул, недоволно снабдување со крв и помалку се склони кон миокарден инфаркт. Меѓутоа, никотинот, седечкиот начин на живот, прекомерната начин на исхрана со прекомерен внос на трите бели смрти, тоа е сол, брашно и шеќер, прекомерно, неумерено, значи го менуваат ова, злоупотребата на дроги. Сето тоа е моменти кои што можат да доведат до оштетување некакви на срцето. Да. Имаме повторно гледач, ќе му дадеме предност, ќе слушнеме уште едно прашање, не добив знак дека се исклучил. Добро, продолжуваме понатаму. Докторке, дали е точно дека срцето може да настрада и од прекумерна тага? Да. Оној синдром на скршено срце, дали на вистина може да се случи, дали почесто се јавува кај жени или па кај мажи? Ќе споменавте дека се нивните рецептори различно сензитивни. Да. Почесто се случува кај жените, токму ради тоа што пак од една страна неколку се по-резистентни кон адренергичниот ефект, повеќе се осетливи кон моментот на тага, депресија, емоционалниот стрес
Емоционалниот стрес од своја страна исто така предизвикува промени на ниво на циркулацијата на самиот срцев мускул и предизвикува преодни епизоди на недоволно снабдување со крв, кои што се нарекуваат преодни исхемични периоди. Една од тие синдроми е така наречен Такацубо синдром или синдром на скршено срце токму, кој што најчесто тригер на сета оваа состојба е токму емоционалниот стрес предизвикан со страф и со болка. И затоа жените имаат полесно може да им се скрши срцето отколку фимашкиот пол. Имаме гледач, овој пат се надевам дека успешно ќе се вклучи во програма. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме, во програма сте. Повелете. Ние сме пациент на доктор Ања Андесова. Така. Многу сме благодарни на Воштова клиниката Жан Митрев, затоа што мојот доктор е сега денес. Дали си исклучи гледачката? Разбравме дека се многу благодарни за сето на што сте го направиле за здравјето на незиниот сопруг, ако не се лажа. Драго ми е. Така, ви благодарам што се вклучивте и што го споделивте своето искуство. Доктор, ќе продолжуваме понатаму. Дали пациентите кои што имаат некаков проблем со срцето ќе почувствуваат болка, бидејќи некогаш знаат луѓето да кажат не се секире, срцето не боли? Може да се почувствува болка и не е точно баш дека срцето не боли. Срцето боли тогаш кога му фали нешто. Покажува дека нешто не е во ред. Например, таа болка се карактеризира со проширување во така наречени зони на сензација, зони каде што се проширува таа болка и обично е во пределна средината на градите, во долната вилица може да се јави, може да се манифестира како трнање на левата рака. Што во суштина се случува кога се јавува таа болка? Кога се јавува таа болка, значи има недоволно снабдување со крв на срцевиот мускул, значи срцето кое што е навикнато да работи во доволно кислород и шеќер, нема хранливи материи. Срцевиот мускул нема доволно хранливи материи, се создаваат кисели продукти, лактични продукти, кои што предизвикуваат дополнително и тие самите стегање на крвните садови, а пак сите тие ги дразнат нервните завршетоци. Значи немаме дел од телото кој што нема нервни завршетоци. И самото срце си има свој нервен систем. Тие нервни завршетоци почнуваат да прават сензации во форма на болка која што ние ги чувствуваме и се пренесуваат во зоните, односно средината каде што се наоѓа срцето. Доктор, повторно ќе отвориме простор за прашање од гледач. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната телма амбуланта. Очекуваме да го слушнеме неговото прашање. Се надевам дека успешно ќе се вклучи. Ало. Ве слушаме во програма, сте, повелете. Ало. Да, ве слушаме. Да, одлично ве слушаме и очекуваме да го слушнеме прашањето. Сега вака, јас сум на Жан пациент 22 години. И сум задоволен, незадоволен, презадоволен. Така. Доктора Ѓушева ми е, она ме прегледува 22 години. И сум задоволен, немам зборови кои да ги употребам, меѓутоа осеќам сега замор, така не можам да одам, да се движам, не можам воздух да си земам. И сакам доктора Ѓушева најдобра да ми каже што треба да направам. Ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Доктор, ке што советувате кај пациентот што да направи? Па повторно ќе мора да дојде на една контрола, да видиме, да направиме ЕКГ, ехо, да видиме да не настанале некои промени во меѓувреме. Заморот може да е ако почнал да попушта срцевиот мускул или пак ако настанале промени на крвните садови на самиот срцев мускул. Ма тоа може да се каже само ако се направи преглед. Само со преглед може да се констатира што точно стои за тој замор, што се чувствува. Што можат да направат младите за да го зачуваат здравјето на срцето? Еве денеска е светскиот ден на срцето, па како да се превенираат многобројните болести кои што се често смртоносни? Добро прашање поставивте, затоа што сите болести почнуваат од младост и од детството.
Пред се мора да си го запознаат своето срце, за да им биде подраго, да ги знаат деловите на срцето, да знаат која е неговата функција и да ја почитуваат неговата работа. Како ќе ја почитуваат и како ќе го покажат својот респект кон таа работа на срцето, да почнат да живеат здрав начин. Да почнат пред се од една правилна здрава исхрана, каде што, пак ќе кажам, мора да се избегнуваат сите оние три бели смрти: премногу брашно, премногу шеќер и премногу сол. Значи брашно, шеќер и сол, али преголема количина. Значи тајната во умереноста. Тајната е во умереноста. Од многу продукти, секаде се присутни. Фаст фуд треба да се избегнува, мислам тоа е факт, затоа што е баш носач на големи количини на масноти. Сите оние грицки кои што го заменуваат оброкот кај младите треба да се заменат со парче овошје свежо наместо оброк и со еден нормален здрав оброк кој што содржи приготвена храна, здрава храна, каде што треба да содржи одреден процент на на белковини од месно потекло, од млечно потекло, од растително потекло. Сите три морат да бидат застапени. Младите не треба да заборават дека организмот им е во развој. Колку ќе внесат хранливи продукти, правилни, здрави, од аминокиселини, од природни шеќери, од природни масноти, така ќе расте нивниот организам и така ќе се развива. Дополнително кон здравата храна е и спортската активност. Нели ние многу стара изрека е која што нонстоп се повторува: во здраво тело, здрав дух. А за да има здрав дух, треба да имаме здраво тело, и духот кога ни е здрав и се поврзува во една целосна благосостојба на здравје. Во суштина и дефиницијата на здравје на еден човек е здраво тело, здрав дух и општа благосостојба. Тоа е дефиниција за здравје. Значи, спортската активност не треба да ја забораваат. Не треба да практикуваат само спортска активност во затворени простори, затоа што размената на гасовите не е иста во затворена просторија, значи, што повеќе надворно, отворена, во природа. Природа, во зеленило. Затоа што, како што спомнав, зеленилото и боите од природата делуваат уште еднаш релаксирачки на целокупната емоционална состојба. А споминавте всушност колку е важна емоционалната состојба и многу е битно. И задоволството што ќе го почувствува на стресот. А имате уште нешто за стресот кај децата. Исто така, изложени се ти постојано на стрес. Изложени се континуирано на стрес и многу реакцијата нивна на стресот е бурна. Значи мора да се работи тоа, да се и на ниво на школи, на ниво на фамилија и сегде да се работи многу повеќе, да децата се научат да стресот го контролираат во себе, затоа што стресот од мали ги прави потенцијални кон анксиозност. Нешто што не ми се допаѓа, значи не може да младата популација тргне да витамините неопходни за дневна потреба на еден организам да тргне да ги бара нонстоп во пилулите и во таблетите. Наместо во оброците, во овошјето, во зеленчукот. Значи мора и тоа да биде многу повеќе застапено и мора многу повеќе да им се внимава и да им се вложува во нивната едукација на начинот на правилни хранливи продукти. Никотинот, за жал, им е достапен од мали нозе, се повеќе и модерните сега дроги, дринкови, енерджи дринкови, комбинации и така натаму. Тоа е се што влие не само на здравјето, прават предвремено старење, прават емоционална нестабилност и прават секундарно влијание на рани оштетување на кардиоваскуларен систем. Познати се случаеви на млади зависници и корисници на разни видови на опијати, кои што да речеме на 16 години имаат миокарден инфаркт. Исто така има случаеви на млади спортисти зависни од оние допинг средства, кои што на 20 години добиле инфаркт. Значи, за да не им настане тоа, полека треба да се свртат на вистина кон еден здрав и сталожен начин на живот. Така, бидејќи здравјето се чува од детството и добрите навики всушност таму се стекнуваат. Па затоа е многу битно од детството. И треба да се задржат во текот на целиот живот. Па кога ќе влезе во детството, во навика, така се живее и понатаму. Така е. Докторке, многу ви благодарам за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Ви посакувам успешен ден и успешно реализирање на кампањата со која што го одбележувате Светскиот ден на срцето во клиничката болница Жан Митрев.
Ви благодарам, Марија, и јас само можам да кажам дека вие со вашите емисии на вистина можете комотно да кажете дека сте континуирана кампања за превенција на здравјето кај луѓето. Затоа што овие емисии кои што се прават и кои што ги организирате на различни теми се многу битни и се тригер да може би секоја индивидуа помисли што можам јас да си помогнам за да ми биде подобро за утре. Така, нашата цел е заедно со гледачите да учиме за здравјето. Да. Преку советите на релевантни стручни лица во одредена област. Доктор Енгјушева, ви благодарам повторно за гостувањето. Благодарам и вам. Почитувани, тука ја заокружуваме денешната Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Се гледаме секој работен дел на Телма во 12 часот и 50 минути, кога веќе, како што напоменав, заедно учиме за нашето здравје.